И годинава традиционално во Туденце не изостана одбележувањето на православниот празник, посветен на преподобна маченичка Параскева, Света Петка. Чествувањето започна со света богослужба во патрониот храм Света Петка во селото. Туденчани со години наназад го одбележуваат денешниот ден. Селската црква е преполна уште од раните утрински часови. Се палат свеќи за телесно и духовно здравје. Се принесуваат дарови во чест и слава на Света Петка. Света Петка е родена во Рим, воспитувана од своите родители во вистинска благочестива вера, во светото православие. Преподобната маченица Параскева прво го разделила својот имот на сиромаси, а потоа се замонашува и го проповедала Евангелието Христово. Во тоа време христијаните биле измачувани заради својата вера и љубовта кон Христа Бога, така и оваа Божја угодничка била гонета и се вели дека била затворена, подложена на различни маки од тогашните римски владетели. Меѓутоа, по чудна Божја промисла, истата се излекувала. Со чуда Божи, истата оздравувала. И се вели дека, напуштајќи го градот Рим, тргнала широм светот да го проповеда Евангелието. Бидејќи станува збор за голема светителка, станува збор за голема Божја угодничка, која што низ вековите во историското минато на црквата Бог ја пројавил преку неа својата моќ кон оние кои што неа ја повикувале за молитвена закрилница. Затоа и ние денес се собравме во овој свет храм посветен токму на преподобната маченичка Параскева, за и ние да се придружиме кон молитвите на многу наши предшественици, многу наши предци упатени кон преподобната маченица Параскева, со надеж и со вера дека ќе ни помогне, дека ќе ги исполни и пред Бога ќе се застапува за сите наши оправдани просмени моленија. По светата литургија во дворот на црквата Света Петка, отец Мицковски го прережа кумскиот колач, а потоа и лебовите кои сите семејства од селото ги принесоа за здравје. Векови амин, во слава и чест на преподобната маченица Параскева. Ние принесуваме, Господи Боже наш, ова безкрвна жртва, помилова ти ся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, Да се биде кум на прославата на патрониот празник на Туденце Света Петка е голема чест за секој верник. Се верува дека кумството носи мир и благосостојба во семејството, на оној на кого ќе му се падне паричката во кумскиот колач. Чувството многу убаво, по втор пат сум кума, а иначе сум Весна Јаневска, потекнува мајка ми од Туденце. Тука сум израсната и не го давам за ниедно друго село. И додека сум жива ќе доаѓам тука и исто за кума, ако дај Боже да ми падне пак ќе бидам. Јас сум Жарко Настовски, го најдов паричето и сам да ме донесе среќа, љубов и друго. Мештаните од давнина ги почитуваат црковните обичаи и традиции, така што празникот го одбележуваат и како црковна и како селска слава. Како и секоја година, така и оваа година почнува со литургија негде околу 7 часот, завршува околу 9 часот. После се преоѓа на селските колачи, така се кршат. Потоа верниците си да си палат свечи на починатите, се веселат, имамо некоја добра закуска. Овој ден секоја куќа од село Туденце носи по една погача, погаѓа да се крши за здравје, среќа, беричет
Тоа. И очекуваме во наредна година поголем број помасовно да биде присутни сите тука. Како што доликува на секој црковно народен собир, така и овој не помина без братско-сестринска трпеза на љубовта. За присутните верници веќе години наназад храната ја подготвува професионален готвач. Јас сум Милисав, иначе готвач сум, професионален сум. Тоа ми е професија, идам за здравје, за пари не идам да готвам, чисто ради здравје за мене и за фамилија. Тоа е така останато од старо и така мора да биде, нели? И така традицијата да си продолжи, треба да почитуваме и верата и нацијата си ја почитуваме ние самите. Кога готвите тука? Јас 8 или 9 години, сега точно да не речем, 8 сигурно сум, може и 9 години. Што има денес на ручек и колку порции? Денес имаме гравче, негде околу 200 и кусу гравче со слани. Прославата на празникот Света Петка продолжи во домовите на туденчани.